ако нашите активностите на сите македонци во Албанија останеа затворени во Преспа, многу малку луѓе ќе не познаеа дека ние се бориме за нашите права. Многу битен момент беше известувањето преку медиумите. Од самото распаѓање на системот на Енвероџа од 90-та година еден од лицата кој стално посетуваше Преспа и се интересираше беше дописникот на македонската телевизија, господинот Сандре Темелковски, каде ние му доделуваме една благодарница. Го повикувам подпредседателот на регионалниот комитет да му дај благодарницата. Благодариме. Добро, ви благодарам на сите, сигурно ова е ваша заслуга, сте се одлучиле мене да ми доделите на ваква благодарница, што со големо чувство на македонец ја примам. Во вакви моменти, покрај тоа што сум новинар долгогодишен, некако зборовите тешко ми течат. Оно што го рече вашиот председател и председател на сите македонци во Албанија, Едмон Темелко, точно јас од самото распаѓање на системот во Албанија, кога немаше ни премин, кога ни шума, првите наши македонци ја премина границата заедно со мојот колега Бранко Радовановиќ, ве пречекавме, ве примивме, па првите средби во Стење, првата средба овдека во Албанија за Великден, сум се чувствувал прекрасно, уште така ве чувствувам. А најмногу сум се радувал со формирањето на Македонската алијанса, затоа што знаев дека таа точно во оваа земја ќе представува еден импулс за сите македонци, оно што го спомна господинот Тодор Петров, да се препознаат во цела Македонија, во цела Албанија, онаму каде што ги има, не само во Мала Преспа, каде што во Албанија секогаш се калкулира со она бројка од 5000 македонци. Последните парламентарни избори го покажат. А денеска бев пријатно изненаден кога го отворив, односно кога го зедов весникот Преспа во свој раце и кога видов дека конечно ќе дојде до помирување. Јас не знам зашто имаше кавги оваа партија за да дојде до помирување. Се надевам дека сите сте свесни и се свесни оние што понатака ќе предводат оваа партија, дека токму оваа партија покажа дека во Албанија живеат македонци кои се борат за она што македонците представуваат во Албанија и се надевам дека со следниот попис и изборите, како што беше и спомнато, уште повеќе ќе се зацврстои, уште повеќе ќе се знае бројот на македонците, македонците во таа смисла ќе се ослободат овде. Јас не можам, како господинот Ѓорче Атанасовски, му честитам на плакетата, не можам толку да помогнам финансиски, меѓутоа ќе помогнам со она моје известување, сега и сигурно и со неговата телевизија, што повеќе овој регион и македонците од Албанија да се наоѓаат на нашите медиуми, не само Македонија во Албанија, туку и во светот. Благодарам уште еднаш. Дојдоме до точка за извештај за досегашната работа на регионалниот комитет на регионот на Преспа. Го повикувам подпредседателот на регионалниот комитет, господинот Кристо, да даде еден краток извештај за досегашната работа на регионалната организација на Македонска алијанса за Преспа. Извештај за работата на регионалниот комитет Преспа на Македонска алијанса за европска интеграција. Почитувани делегати, драги гости, добре ни дојдовте на третата конференција на регионалниот комитет Преспа на Македонската алијанса за европска интеграција. Третата конференција на регионалниот комитет Преспа се одржува една година по неговата втора конференција. Со одлука на управниот комитет на Македонска алијанса, целта на ова конференција е избор на председател на регионалниот комитет Преспа. Бидејќи на првиот конгрес досегашниот председател господинот Едмон Темелко е избран за председател на партијата Македонска алијанса за европска интеграција. Периодот помеѓу двете конференции, иако е краток, е еден период полн со големи и наполна работа на регионалниот комитет Преспа под раководство на неговиот штаб. Само неколку месеци по конституирањето на новиот состав на регионалниот комитет Преспа, ние влеговме храбро во кампањата за парламентарните избори во Република Албанија, со целосна согласност како регионален комитет, со одлуката на
Управниот комитет на Македонска алијанса за европска интеграција. Во овие избори влеговме со коалиција во десниот блок. Успеавме со листи за пратеници во регионот на Корча и носител на листата во овој регион беше господинот Васил Стерјовски. Во текот на целата кампања да сме свесни дека беме обвинети и попречени со разни шпекулации во врска со оваа коалиција, со Демократската партија во Албанија, дека била погрешна коалиција, поарно ќе беше да коалицираме со левиот блок, дека нашите гласови ќе одат за Демократската партија, дека населението во Мала Преспа е лево ориентирано и разни други спекулации. Со вакви невистини се послужија дури членови од редовите на нашата партија и лица во раководни функции на партијата. Овие луѓе заборавија дека населението во Мала Преспа не треба да биде ниту лево и ниту десно ориентирано. Ова население треба да биде само македонско ориентирано. Само обединети околу нашата партија, Македонска алијанса за европска интеграција, ќе ги постигнеме нашите објективи, за да бидеме равноправни, да бидеме решавателен фактор и целосно да се вклучиме во институциите на системот во Република Албанија. Времето показа дека коалицирањето со десниот блок беше праведно и доколку ние во нашите редови работиме тимски, ќе постигнеме пратеник во Собранието на Република Албанија за регионот на Корча. Во овој краток период, Местниот комитет Преспа има работено и на организативен план. Во овој период успеавме да формираме еден активен форум на жените од редовите на нашата партија. Добро води работата и во аспект на новите зачленувања во партијата. Во тесна соработка со општината имаме работено и за зачувување на културното и историското наследство во околината на Мала Преспа. Со иницијатива на Местниот комитет Преспа веќе имат неколку години што се празнува македонскиот празник Илинден, се одржуваат културни и спортски надпревари. По состаноците на Местниот комитет Преспа пред одржувањето на оваа конференција што ги одржаме по нашите секции, како главен проблем е подигнат проблемот за униформо распоредување на инвестициите од страна на општината по сите населени места во општината, бидејќи така ќе имаме што да им покажеме на ово население и да му побараме гласот во наредните избори. Нагласуваме дека во досегашниот период инвестициите во нашата општина се одржани повеќе во селото Пустец, Леска, Шулин и Зрнавско. За наредниот период инвестициите се предвидени да се одржат во овие села Долна Горица и асфалтирање на патот за Туминец. Како втор проблем што го подигнат по нашите секции е проблемот со весникот Преспа. Од овие членови ести побарано дека во овој весник повеќе место и внимание да му се определи на економските проблеми што да се даваат Преспа, да има и посебна страница за одлуките што ги носи Советот на општина Пустец и да престана да не служи на место да служи за овие работи, да не служи весникот за меѓусебни обвинувања меѓу членовите на нашата партија. Бидејќи пред нас идат наредните локални избори, треба уште сега да работиме на овој план, да го повториме успехот и повторно да го освоиме градоначалничкото место во општина Пустец. Под раководство на новиот председател, кој ќе биде избран од ова конференција, да работиме сите заедно за обединување на нашето население околу нашата партија Македонска алијанса за европска интеграција. Само така ќе ги постигнеме нашите цели. Работите мора да ги бркаме ние и само ние и никој друг. Како што вели една наша пословица, да не чекаме лозјето да ни го работат други, ако ќе созре грозјето да се вториме сите да го бериме. Сите заедно околу нашиот стол, околу Македонска алијанса за европска интеграција, напред за нови победи. За наредните избори, сите заедно да зачувување на нашата македонска кауза,
Да живее македонска алијанса за европска интеграција, да живее македонскиот народ, да живее Македонија.